Дали големите пензии ги заболе тоа што малите ќе мрднат барем малку со линеарното зголемување од 2 пати по 2500 денари? Ова прашање се поставува само по себе откако некои аналитичари со пензии од над 40 или 50.000 денари се пожалија дека некој зема од нив за да им даде на посиромашните пензионери. Демек издвојувале повеќе и логично треба да земаат повеќе. И никој тука не го интересираат огромните неправди со платите на работниците, неплатените или скратени придонеси и други манипулации. Некои поранешни директори, односно газди на приватни фирми, невработените со години им го крадеа стажот или плати им исплаќаа на рака, а за себе даваа несразмерно поголеми плати со придонеси. И сега треба да земаат 50 до 60.000 денари пензија. На тој начин го осиромашувале и пензијскиот фонд или поедини службеници со бенефициран стаж ем добивале висока плата од буџетот кој им ги плаќали придонесите, ем од пензионерската младост користат високи пензии. Ако оваа држава е сиромашна, сиромаштијата би требало да ја поднесат подеднакво сите, а не едни да не знаат што со пари, а други што без пари. Проблемот секако дека е решлив, но потребни се објективен пристап, заемна солидарност, индивидуална и колективна честност и одговорност. Впрочем, и врапчињата знаат дека речиси да нема поранешен полициски службеник, сега пензионер, да се занимава со бизнис, односно да работи на црно. Поединци дури се во странство, а пензијата им тече. Затоа, кога ќе се отстранат сите аномалии во работниот и пензијскиот систем, тогаш ќе се создадат услови за поправедно делење на пензионерскиот денар, а дотогаш останува народната. Долги години да си ја користиш пензијата, ако ти е мала. Дури и ако тоа значи оскудевање од многу нешта.